Господјо Нова, навистина ми е жал од било кого во пратеничката група на ВМРО ДПМН можев да очекувам дека ќе ги употреби зборовите говеда, овци, стока, меѓутоа од вас не. И навистина ми е жал, меѓутоа, она што вие го мислите за другите, веројатно мислите дека и другите го мислат за вас. Тоа повеќе зборува за вас, отколку за Социјалдемократскиот сојуз. Би ви реплицирал во делот кој што се го употребивте во договорот за пржино во однос на активната регистрација. Значи, ајде да расчистиме некои работи. Го одолговлекувавте и се уште го одолговлекувате процесот на постигнување, односно имплементација на договорот за пржино. Изборниот законник требаше бие готов до 6 октомври. Од кога изминаа сите рокови, сега викате Социјалдемократскиот сојуз е крив. Абе, цел свет ви кажа, ви дојде пред влада, со име и презиме Никола Груевски и ВМРО ДПМН дека го кочат имплементирањето на пржинскиот договор. Ке ве замолам и се извинувам на сите семејства, престанете да се понашате како аутисти. Кога ќе појдете дома, излезете од својот свет, има една направа, се вика далински управувач за телевизор. Исклучете ги тие ваши канали што ги гледате, погледнете го реалниот свет. Погледнете го реалниот живот во Република Македонија. Припаѓате на политичка партија која што за себе декларативно вели дека ги брани демокристијанските вредности. Онака како што јас гледам, вашите колеги се крстат со десната рака додека со левата пунат во джеп. И кажете ми, согласно тие вредности, само Господ е незгрешлив. Дајте бе луѓе да чуеме една за 10 години каде имате сгрешено. Во кој дел вие некогаш имате сгрешено? Досега јас неам чуено ВМРО да каже, овдека имаме сгрешено. И ако е така како вие што викате, зошто си одат бе овие луѓе млади од нашава држава? Македонија никогаш не била богата држава. Македонија не била традиционално богато подрачје, не само држава. И овдека живеат мирни, кротки и скромни луѓе. Но овие луѓе не им треба многу за да ги задоволат секојдневните потреби. Проблемот е што со начинот на кој што вие владеете, го убивте она што ретко кој може да го убие во еден млад човек. Ја убивте неговата надеж. Ја убивте неговата желба да остане да живее во оваа држава. И каков е тој пример што вие го давате на младите, вие лично можете да им потврдите. Што им порачавте вие на младите со вашиот ангажман во невладините организации? Со господинот да не го споменувам. Земете пари од Европска унија за младински активизам и проневерете ги. Заради вашата невладина во која што вие бевте со тој председател, Република Македонија беше исклучена од таа програма.